Господине Пендаровски, ви благодарам за овој интервју за Гласот на Америка на македонски јазик. Благодарам за поканата. Тука во Обединетите нации се обративте пред светските лидери, порачавте дека треба да се помине стравот од глад, сиромаштија и војна пред се, а за тоа треба лидерите да постават надеж. Се обративте и пред Советот за безбедност на Обединетите нации, каде испративте јасна порака за ставање примирие на војната во Украина. Меѓутоа бевме сведоци изминатата недела на односот на руската страна кон украинскиот председател Володимир Зеленски. Дали има надеж за прекина војната во Украина? Знаете, улогата на малите држави во меѓународниот поредок никогаш не била таква да тие диктираат трендови во меѓународните односи, тие се повеќе екзекутори или следбеници на политиките кои објективно големите сили ги креираат и ги менаџираат. Но тоа не значи дека треба да останеме неми пред некои очигледни неправди или пред кршење на принципите на повелбата на организацијата во која сите сме зачленети по своја волја. Тука има две работи, два аспекта. Првиот е околу несигурност или стравот кој владее во светот, што е практично последица на генералното чувство дека нашите животи било каде да живеете на планетава станаа прилично непредвидливи. Никој не знае што носи утрешниот ден. Војната во Украина и руската инвазија таму само го засили тоа чувство на глобално ниво. Прекина неколку ланци за храна, за енергија, доведе во опасност многу други ланци за комуникација и за снабдување со основни животни потреби на граѓаните на сите континенти. Меѓутоа има и една друга серија на трендови во меѓународните односи кои се станаа повидливи заради војната во Украина. Климатските промени повторно добиваат на значење. Ние во регионот кај што сме ситуирани на Балканот имавме јасни консеквенции од дел од тие нови метеоролошки феномени. Го споменавте тој на говорот внатре. Само сакам да ве прашам тука, во делот на климатските промени и екологијата. Дали сте задоволени од тоа што владата го презема како мерки во ова поле? Морам да ви кажам дека тој дел е прилично захтевен, го вика, значи бара многу ресурси. Сиромашните држави или земјите во развој, да се изразам со терминологијата на ЮН, во која сме и ние, имаат потешкоти секој од нив ако не добие поддршка, не само техничка експертиза, него и ресурси да ги изврши да ги имплементира тие политики. Ние учествуваме секоја година на климатските самити, ево и оваа година, некаде во ноември ќе биде КОП-29 во Емирати, на која кажуваме што се националните заложби. Меѓутоа, објективно, и тоа го реков во говорот, ако нема дуплирање на напорите од развиените земји кон неразвиените, ние можеме да останеме со тие заложби само на хартија. Значи, да нема никоја илузија. Најголемите, значи, и загадувачи и контрибутори во таа смисла, например Америка и Кина, не можат сами да го решат проблемот и само нивните контрибуции кон останатите не се доволни. Се бара навистина глобална акција, која се уште не ја гледаме и ние сме тука прилично мали и немоќни да можеме да ги предводиме трендовите. Зборам за климатските промени. Вашето второ прашање во делот на Украина повторно зависи од нападачот, од оној кој флагрантно ги прекрши сите принципи кои се состојат, кои ги има во поvelбата на ЮН од 45 година. Тоа е главниот принцип е суверена еднаквост. Независно кој колку е голем како држава, сите ние сме еднакви тука, една држава, еден глас. Меѓутоа Руската Федерација за жал членка на Совет за безбедност, постојана, нападна друга членка на Обединети нации, што е недозволено од било кој аспект. Дали ќе има набрзо некакво примирие да се отвори патот за преговори, зависи според моје убедување исклучиво од Руската Федерација, дали тие ќе се согласат да се повлечат од окупираните територии, затоа што е неспорно дека Руската Федерација направи неиспровоцирана и илегална акција практично со тој напад врз Украина. Како гледате на односот од руската страна кон Зеленски? До сега, не само кон Зеленски, значи руската бев на дебатата на Советот за безбедност, практично на таа тема, руската делегација руската делегација не само кон Зеленски, од нивниот однос кон председателот на Украина е јасен, назад година и пол. Меѓутоа тие практично се оглушуваат на сите барања на цивилизираниот свет, на демократскиот свет. Немој да заборавите дека резолуциите со кои се потврдува територијалниот интегритет и суверенитет на Украина беше гласан со над 140 гласа во дека во ЮН, што е едно огромно мнозинство држави кои ја осудија таа агресија.
Тие се однесуваат со одобивање да ја прифатат реалноста, да ја согледаат реалноста и да се однесуваат во согласност со таа реалност. Тие се илегално на територијата на Украина. Без повлекување на нивните трупи не може да стане збор за никакви преговори на рамноправна основа. Нашиот став како држава е дека под кои услови би дошло до прекин на ова и кои би биле одредбите во тој евентуален финален договор меѓу Руската Федерација и Украина во однос на рускиот напад врз Украина зависи само од украинците. Значи тоа е нивна држава, неспорно е дека русите се влезени на туѓа територија и јасно е дека само под условите кои украинците ги сакаат и ќе ги предлагаат, ќе мора тоа да се реши на крајот. За жал во моментов и покрај овие напори на украинска страна и на некои меѓународни актери да предложат решение за мир, за траен мир и за некаква солуција во тој дел, немаме некаков напредок. Проценките на нашите партнери, особено во НАТО алијансата, се дека војната ќе трае. За жал дека ќе трае, тоа значи нова девастација, нови изгубени животи, а и до сега има огромно страдење пред се на украинскиот народ и украинските цивили. Северна Македонија протерува руски дипломати од државата и руската страна најави последно одговор на ова. Како сето тоа ќе влијае врз односите на Русија и Северна Македонија? Односите меѓу нас и Руската Федерација се на најниското ниво во историјата, од познати причини. Во изминативе 2 години ние протеравме без последниве тројца 18 руски дипломати кои беа практично со статус на дипломати и се бавеа со шпионажа. И во сите случаи, секој поединечен случај од тие 18 и овие 3+, нашите служби со помош на партнерските пријателски служби од НАТО алијансата докажаа што се вели до последна буква дека тие излегуваат надвор од статусот кој им е даден кога доаѓаат во Македонија. Што тие не беа дипломати и заради тоа беа протерани, логично е дека и тие ќе одат со реципрочни мерки, меѓутоа ние немавме друг избор како држава, зашто сите служби надлежни за тие работи кај нас, и она за надворешно разузнавање, и она за внатрешно, имаат заеднички извештај во однос на активности на тие тројца дипломати и одлуката на државниот врв беше практично неминовна. Нема тука избор, нема опција. Премногу е јасно дека тие не се бавеле со дипломатски активности, онака како предвидуваат Виенските конвенции. Имавте прием кај американскиот претседател Џо Бајден. Тоа е можеби прилика за размена на дискусии. Дали успеавте да дојдете до тој момент? Јас не сум од оние кои велат дека при тој прием се разменуваат мислења и се разговара за реформите во Македонија или за состојбите на Балканот и во Европа. Тоа беше само ракување и беше една куртоазна средба и фотографија на приемот. Значи, со американскиот претседател секоја од делегациите само се поздравува, тоа се 30 секунди и толку. Јас само му реков дека неговиот говор беше одличен, дента во Обединетите нации, беше благодарам, тоа беше целата кореспонденција на таа тема. И тоа овие денови имам средба и денес како имам средба со високи представници на Стейт департментот во однос на она што е конкретен проблем кај нас и во регионот и мислам дека тука ќе имаме повеќе време да ги претресеме тие прашања од аспект на американската администрација и од аспект на нашите позиции. Какви пороки очекувате од американската страна во однос на корупцијата, бидејќи Стейт департментот веќе ги искоментира измените на кривичниот законник и порача дека со корупцијата може да ги подкопа аспирациите на Северна Македонија? Тоа е неспорно и тоа не е само од Стейт департмент. Имаме и од неколку наши европски партнери и пријатели, пример од Холандија и од Европската комисија. Имаме такви укажувања во серија наразад месеци и месеци и тоа морам да го потенцирам не е во директна корелација со последните измени на кривичниот законник, како што некои мислат. За жал, корупцијата во Македонија има системски корени и трае подолг период назад. Меѓутоа, ваквиот став на американската влада доаѓа по измените на кривичниот законник. Доаѓа по измените на прашање на новинар што мислите и без да се реферираат на конкретните измени, значи на индиректен начин кажуваат дека тој проблем е голем. И втората точка од нивното соопштение, нивниот став е дека тие сметаат дека напорите кои ние ги вложуваме за да го намалиме обемот на таа висока корупција, да ја наречам, е недоволен. Тие напори се недоволни и по двете точки, дека тоа е практично голем проблем и второ дека треба да ги удвоиме напорите да го редуцираме, по двете точки се согласуваме. За жал,
Јасно е дека обврската е на наша страна и тоа не е само за интерес на американските граѓани, за интерес на македонските граѓани кои сакаат да видат држава со минимална корупција, некој ниво кој може да се толерира или е на ниво на некоја просечна членка на Европската унија. За жал не сме таму. Господине Пендаровски, зошто ги дозволивте измените на кривичниот закон? Затоа што измените на кривичниот законник ги подпиша указот за важење, самата содржина на измените не ја провоцира корупција. Значи, наспроти она што некои вели тоа може да придонесе, не може. Текстот на законот вели минимално се намалуваат казните за лежање затвор, значи не се укинема амнестија, и второ се прошируваат основите и се олеснува процедурата за конфискација на имот. И тоа е на линија на она што го имаат неколку европски законодавства, например Германија, која ќе се согласиме дека не е недемократска држава во овој случај. Значи тоа е првиот. Тоа што дали некој може понатаму да прави селективна примена на законот, погрешна примена на законот или воопшто да не го применува и овој закон и претходно во тој облик во кој беше, тоа е веќе проблем на имплементацијата на законите какви што ги имаме во Македонија. Јас тврдам дека во Македонија проблемот не само со корупцијата, но и со корупцијата, која е на недозволено високо ниво, не е затоа што содржината на законите кои се бават со таа проблематика е лош. Ја тврдам дека главниот проблем е неспроведувањето на законите, или селективната примена на законите, или обидите да се најдат дупки во законите, преку кои треба да се санкционираат случаите, особено на така наречена висока корупција, значи на функционери. 32 години во Македонија ние немаме успешно завршена процедура, барем во еден разумен период, за висок функционер, а имаме толку сознание во медиумите дека ова што е народен имот или ова што се јавни ресурси се практично се крадат години и години наназад и за тоа никој не сноси одговорност или сноси одговорност некоја, како ги нарекуваме, ситни риби кои се најдолу во тој ланец на корупцијата. Таков е случајот и со поранешниот премиер Никола Груевски, за кој правниците, а и јавноста веќе излегува со реакции за можност на некој начин да биде амнестиран. Како вие би се почувствувале доколку се врати Никола Груевски во Северна Македонија како слободен граѓанин? Гледате, значи, коментарите што ги чува однос на измените на кривичниот законник се од два дела, два типа. Например, еден од најголемите експерти за кривично и казнено право во Македонија, професорот Каледжиев, не најде таму никакви одредби кои овозможуваат амнестија. Како што јас не. Теоретски не овозможува амнестија, но се намалува. Нема амнестија, значи нема амнестија, значи ако не се предвидуваат казни или ако се брише сосема делото, тоа не е случај. Во тој случај би рекле да, имаме амнестија. Опција за застарување на кривично дело. Постои, меѓутоа само се намалува времето за кое застаруваат. Ја можам да ви кажам дека за дело тие одредби барем одредба членот 353 застаруваат, да речеме, за 8 години. Надвор од правните рамки, нели тоа на некој начин е амнестија? Не. Не е амнестија. Ни на ниеден начин. Не е амнестија. Значи, видите, ако е тоа амнестија, еве да логицираме вака, како обични граѓани. Ако тоа навистина беше амнестија, Груевски ќе беше сега денеска во Македонија. Груевски не е во Македонија. Зашто Груевски не се врати во Македонија? Јас го прашувам тоа од аспект на тоа што се намалуваат тие рокови, се намалува рокот за извршување. Сега знаете што? Значи луѓето велат дајте ни ги намалувате роковите за застарување и сега им спротивставувам во тој дел друг аргумент. Имаме маса одлуки на судот во Страсбург кој носи одлуки против македонското правосудство во неколку случаи заради тоа што не сме суделе во разумен рок. Вие не можете да ги влечкате постапките со децении. И на крај да заборавиме до која инстанца е, колку пати е вратен предметот на повторно судење и на крај да се заборави тој предмет воопшто од очите на јавноста. Значи, судењето во разумен рок е европски критериум. И јас го поставам овој пример. 2015 направивме специјално јавно обвинителство. По распуштањето на СЈО, од познатите причини, пред 3 години сите предмети на СЈО ги преземаа редовните обвинителства. Што е одсудено до сега од тие високи случаи? Мерцедесот за Гордана Јанкуловска? Тоа не е доволно. Чи зошто 8 години, од кога се отворија првите најголеми случаи, предпоставени на ниво на обвинение, до сега никој од тие луѓе не отиде во затвор. И се овие што се критичари на измените на кривичниот закон, велат да, па малку е 8 години. Колку треба да им даеме? 28, за да ги завршат постапките. Знаете дека се криеа предмети во фиоки,
за големите предмети, да ги наречам. Знаете дека се судеше со години, на крај ќе ви речат другиот месец, еден од поротниците заминува во пензија, одиме наново, со ново судење. Така што тоа се јасни махинации на оние кои треба да го применуваат законот. И да се вратам на мојата прва теза, тврдам и понатаму дека и овој закон сега изменет, било кој друг закон, не е причина за поголема корупција, ниту за амнестија. Нивната лоша примена или непримена со чување на предмети во фиоки и собарање на дупки во законите за да се пролонгира процедурата што е можно подолго, се главните причини зашто ние со години и години не можеме да видиме правосилна и извршна судска пресуда. Дали може да гарантирате дека со новите законски измени, кога хипотетички поранешниот премиер Никола Груевски би се вратил во Северна Македонија, ќе биде испорачан пред правдата или едноставно ќе застари кривично? Тоа јас како политичар не можам да го гарантирам, бидејќи треба да биде акција, активност на правосудните органи. Не можам да се мешам во тој дел. Меѓутоа ова го тврдам децидно. Со последните измени на кривичниот законник, Никола Груевски нема да се врати во Македонија. Тврдам. До сега не се вратил, заради овие измени нема ни да се врати. Тоа е сигурно. Господине Пендаровски, за на крај уште едно прашање. За 8 месеци ви истекува мандатот. Дали планирате повторно да се кандидирате за претседател? Го објаснувам секој пат кога ми го поставуваат ова прашање, тоа не е работа на желба, на лична амбиција, на мерак. Во политиката или имате поддршка од граѓаните во доволен број за да се кандидирате, имате некакви шанси за успех на изборите, или на крајот на денот тоа ќе се сведе само на ваша гола амбиција да по секоја цена да учествувате во изборната трка. Дали ќе се решам да одам на втор мандат ќе зависи од анкетите кои ќе треба да се прават и погледаме расположението на граѓаните, да речеме некаде декември, јануари оваа година и следната година, бидејќи изборите се во април до година и само од тоа ќе зависи. Ако имам поддршка доволно од граѓаните, можам да размислам за втор мандат. Ако не, се разбира дека ќе се повлечам. Дали може да влијаат уставните измени? Во која смисла? Доколку се изгласаат во парламентот? Не. Значи, јас сум дел од онаа група луѓе која поддржува, политичарите кои ги поддржуваат уставните промени. Нема тоа директна корелација со, мислам дека граѓаните ќе ме ценат во целиот 5-годишен период, во целина каков е мојот перформанс во целиот мандат. Господине Пендаровски, ви благодарам за ова. Благодарам за поканата.